Дрвијата на улицата Орца Николов не беа суви и болни. Тоа е сликата од терен, порачаа граѓанските активисти од протестот против сечењето на зеленилото во општина Центар. Нема да дозволиме да се сечат стари дрва, бидејќи новите не може да ги заменат, велат од Зелен хуман град. Дали град Скопје и паркови и зеленило, кога го направија увидот на лице место за состојбата на дрвијата, го консултираа зелениот катастар. Зелениот катастар кој што вели целта му е да се спречи непотребното сечење и уништување на дрвијата. Лажете или не сте координирани? Што е причината, не знам. Меѓутоа, време е да си преземете одговорност, да престанете да се преврлате вината на претходната власт. Од иницијативата Зелен хуман град креирале платформа на која Скопјани може да даваат предлози до градското собрание за тоа како да го направат својот град позелен. Се надеваат дека нивната идеја ќе ја преземат сите градови во Македонија. Секој парче зеленило е битно за да се заштити квалитетот на воздухот кој што се уште го имаме како проблем. Може во моментот дишеме чист воздух, но не е поради вакви моменти каде што сечеме зеленило кое што ни допринесува до подобар воздух за дишење. Ние ќе стивнеме кога пилите ќе стивнат. Институциите не ги почитуваат стратегиите и мерките за справување со климатската криза и не ги пременуваат на терен. Дополнително велат дека без било каква најава дрвијата били исечени, што е спротивно на сите начела за одговорно владење. Ќе побараме да се престане со понатамошно убивање на зеленилото во Скопје, кој е еден од најзагадените градови во Европа. Ќе побараме одговорност од институциите, ќе побараме да ги објават јавно сите документи со кои располагаат и со кои наводно се потврдува дека зеленилото кое е овде уништено било за уништување. Ако сакаме да живееме во демократска земја, каде што граѓаните навистина се слушаат, каде што се владее навистина во склад со сите напредни принципи за вклученост на јавноста, тогаш не можеме да се однесуваме на овој начин. Општина Центар со ново соопштение вели дека останува на заложбите за создавање на чиста, уредна и еколошка општина. Издадено е решение за отстранување на 13 дрва, од кои отстранети се 8. По претходно извршени испитувања, велат од општината, зашто активистите тврдат дека не биле стари, а решение имало само за 10 дрвја.